Епа, добре, дојдовте во новото издание на романтичната емисија 1 на 1 на А2 телевизија, нели познатата теленовела. Одиме со мал джингл и се враќаме со гостите, одлични гости денеска. Верувајте, да, верувајте. Снимаме, сакате да ми кажете. Благодарам. Не ми се верува ни мене. Започнуваме со првиот гостин за денеска. Тоа е една девојка која доаѓа од Македонија, а е позната во целиот свет. Верувале или не, гостинка во 1 на 1 е Катарина Ивановска. Така влегува како на кетвок да е. Кики, не туку. Много ми седни. Седни мор. Како се чувствуваш? Во Скопје си, во Македонија си, дома си? Се чувствувам домашно се чувствувам. Домашно се чувствуваш, си одиш по кафињата со другарките, ти фанеше ли тоа? По емисије, вака убаво. По емисии си одиш, да не правим муа за тоа. Кики, мене имам ја една дилема. Ти доаѓаш од едно спортско семејство каде се почитува ракомет. Ракомет, карате. Ракомет, карате, да. слично. А ти завлезе во други води, други спортови, други дисциплини. Така. Значи, тоа некој си фешн бизнис и слично. Одиш на модните писти, фотосесии правиш и слично. Од каде тоа, Кики? Од каде тоа? Па навистина не знам, значи како што кажа, татко ми ракометар, сестра ми ракометарка, мајка ми карате. Исто како помало сум тренирала и јас се, значи од пливање, кошарка, одбојка, тенис, пинг-понг, фудбал на мали голчиња. Пинг-понг? Да. Пинг-понг? Пинг-понг. Да, па Кој те натера да отидеш на елит модел Лук Срч? На Лук модел Срч. Исто е, Лук. Јал, мирисел, исто е, да. Па, нели, пред 5 години беше изборот Лук модел Срч тука во организација на Модел Син. И кој ти рече, Кики? Никој не ми кажа. Убава си, оди. Мора искористи ја убавината. Мора направи кеш, врати се дома. Да не, па другарка ми Ана се пријави прва и јас бев да ја правам друштво. Добро. Значи главните на Модел и на агенцијата. Оние главни, не? Да, значи Алек и Надица. Така. Ме повика, јас се двоумев, тоа знаев дека не смев да кажам да, затоа што моите беа против. Но потпишав таму без нивна права. Е, си викат, браво, Керко, горди сме на тебе. Убаво што не послуша тоа. Убаво, да. И така, после тој избор следуваше Варшава, интернационалниот избор, каде што и таму го свест, првото место. Замина во Њујорк и така се нижеа успесите. Се нижеа успесите, баш така. Живееш сега во Њујорк, каде поточно живееш? Живеам во Њујорк, на Манхетен. На Манхетен живееш? Даунтаун. Ги гледаш Кери и Саманта која шетаат? Како не, па заедно и кафе пиеме во Старбакс, па некогаш. Одлично. Да. И под Кирија си? Под Кирија, од први на први, се издржува некого. Станче живееш во кондо? Во кондо, во студио. In the studio. Да, имам цимарка, Мина, од Ниш. Од каде? Од Ниш, Од супер. Ниш, да. Така исто лепушкаста. Преубава. Лепушкаста. И колку плаќате Кирија? Среда Манхетен е, баш ме интересира. Па, колку плаќаме? Толку колку што треба. Така? Да. Колку е тоа? Неколку илјади долари. Тоа на милионер некој го има, а? Еј, може, знаеш. Видиш? Колку плаќа? Па тоа е за милионче, да така. Кај да знам колку плаќа Катарина во Манхетен. Катарина, па. Чиста среќа тоа да биде, ако погоди некој. Си соработувала ти со најпознатите дизајнери на светот и векот, нели, Долче и Кабана, нели, Валентино и останати Ив Сен Лорен, ајде да не ги збориме. Си запознала некој од нив лично, онака да си седнеш, муаве да си направиш, не знам. Значи, ние ги запознаваме секогаш, додека траат кастинзите, додека траат, не знам, фитинг, кога имаме, значи, кога ја пробуваме облеката пред ревијата, значи, кога ја коригираат на нашата правите тело. фитинг, што не кажеш така? Мислам да те разберат луѓе. Фитинг, па затоа реков пусам проба, затоа што фитинг не е нели наш македонски збор. Воопшто. Воопшто. Значи тоа има контакт. Да, има контакт. Значи
ќе се запознаеме, ќе напрашат од каде сме, што сме, али само толку, значи останува на тоа. И толку, после тоа, чао, се гледаме, Да. завршува фитингот, Се завршува гледаме ревијата. следната сезона. Следната сезона, пак ќе ти се јавиме. Добро, а кој ти делува така најфин, најкултурен, Јас повеќе пати сум кажала, мене Ралф Лорен ми е еден од омилените Чичко дизајнери. Ралф Лорен, мислам, Чичко баш за Ралф, тој, да, да. и Валентино. Ах, и Валентино. Добро, Кики. Колку се заработува како манекенка? Добро? Мислам, врвна манекенка, онака баш оди на реви на тие, Валентино, Так. Диор, ова, она. Ете како тебе, еден супер модел. О, фала. Добро ли се заработува онака? Па нормално дека се заработува добро, затоа и сум се уште таму и го работам тоа што го напорно е работам. многу? Напорно е како секоја работа, како твоја, како не знам, Како секоја работа, неговата, како како неговата, неговата. како твојата и твојата, така. као на тонецот. Као на тонецот, тонецот се Ја повреди. повреди ногата. Ајде, Поздрав. поздрав за тонецот, да, ако гледам. Ма гледаш што ќе прави, искршена му е ногата. Си имала ли реви или фотосесии каде се открива нешто поинтимно, така малце по-секси, некои твои изданија? Си имала такви? Сум имала. За Тоест, тоа треба што? како што? Поише храброст, треба поише кеш да се Види даде, сега, треба. модата нели како уметност. Тука ние никош не сме збориле дали ќе се слика облечен или соблечен. Тоа е дел од нашата работа. И сум имала една фотосесија А чеки за ти шпански викаат вок. кога збориш да речеме со агентот, слушај, Да, овде треба Така. малце. да. За шпански вок нели кога искочија тие слики секаде низ Македонија и кога таа беше вау топ тема, мислам